Значи, денес на дневен ред имаме предлог на закон за задолжување на Република Македонија во Светска банка и велиме дека е ова предлог на закон за наменско финансирање, односно за проект за итно справување со COVID-19 кризата во Република Македонија. За жал, во овој предлог закон јас не видов ништо конкретно. Едноставно не знам како може ваков предлог на закон за кредит од 90 милиони евра да помине без до најситни. Дали ќе се финансира нешто и од пред короната? Зошто прашувам? Затоа што ова го предвидувате за од 1 февруари 2020 година, а првиот случај позитивен на корона, односно COVID-19, го имавме дури на 26 февруари 2020 година. Понатаму, велите ќе реновирате болници. Кои? Конкретно, каде, кој износ, кои зафати на реновирање? 34,5 милиони евра за итен одговор на COVID-19. Од нив 10 милиони 640 илјади евра се за фондот за здравствено осигурување. Да речеме, да, фондот е дел од здравствениот систем во државава. 27 милиони евра за Агенцијата за вработување. Зошто? Конкретно прашувам и прецизно, но такво нешто јас не најдов во материјалите кои што ни беа доставени. А само со првиот ребаланс во мај оваа година, во кој што беше предвиден и овој заем, за здравството имавте планирано само 10 милиони евра. Па велите сега во овој предлог на закон, болнички кревет во износ од 50.000 евра. Јас навистина не знам, може би техникава отишла напред за таков болнички кревет, а имаме случаи пациентите во клиника за инфективни болести да умираат по ходници. Или ова ќе биде нешто слично како оние грейдерите на Шечеринска од Министерство за образование, кои што ги набави по дупло поскапа сума, никој не видовме каде завршија, но битно износот се потроши. Понатаму, повторно ќе речам, велите ковид договор. Колку од овие 90 милиони евра ќе одат за ковид, ама реално само 1/3, толку. Сето останато, на мене тоа е, како да кажам, така закукулено, замумулено, намерно така напишано, за никој ништо да не разбере. Затоа, ќе повторам, бараме детални информации, каде точно секој денар или еве секој евро, ако сакате, каде ќе завршат со овој заем. Сега ќе прашам дали со овој заем сега ви текна дека треба да се надгради мој термин. Ова беше ваше ветување во 2016 изборите предвремени парламентарни, па после и во програмата на владата 2017-2020. Се уште го немате реализирано и сега со овој заем ви текнува да го надградувате мој термин. А мој функционираше ниту во нормална состојба, ниту во вонредна состојба. Хроничните болни не можат ниту на месечна, ниту на 6-месечна контрола наназад 8 месеци да си појдат. И сега вие велите дека ќе го надградувате баш со овој заем од 90 милиони евра мој термин. Ние сме 8 месец во пандемија, колеги. Имаме преку 19.000 ново заразени, преку 800 починати. До сега требаше да ги искористите оние први 700 милиони долг за некаква си превенција и справување. А кога ве предупредувавме дека здравствениот систем ќе ни колабира, вие велевте дека ние тогаш започнуваме со предизборие. И сега прашувам уште колку ќе не дозадолжите за повторно ништо да не се превземе. Медицински сестри од клиниката за инфективни болести даваат отказ. Инфективни болнички одделенија најавуваат штрајк. И сега повторно сме во состојба земи или остави. Јас велам земи да, но со кое образложение? Барам детални информации, точно ќе повторам секој евро, секој денар, каде се планира да се потроши. Предходното задолжување, Транспаренси, не ВМРО, ДПМН, на 5 август ви го дефинира како нетранспарентно. Дали истото ќе се случи и сега? Каде тие пари се потрошија? Од нив, како што реков, само 10 милиони евра отидоа за здравството. До сега, со вас задолжени сме преку 1 милијарда.
А за подсетување на македонската јавност, јавниот долг во 2006 изнесуваше 33,2% од бруто домашниот производ, во 2016 48,8%, а сега е 59,5% со најави и прогнози дека ќе нарасне. Или за само 3 години имаме за 11% пораст на јавниот долг, а претходно за цели 10 години имавме пораст од 15%. И сега сакам малку подетално да навлезам во денешниот предлог на закон, каде што пишува дека проектот се состои од 3 компоненти и има меѓу нив и 5 компоненти. Па вели вака, првата компонента итен одговор на COVID-19 износ 34,05 милиони евра. И овде, меѓу другото, вели ова значи зајакнување на капацитетите за откривање на болести, значи ништо конкретно, ништо прецизно, зајакнување на кои капацитети за кои болест и ограничено реновирање на здравствените установи, како што реков, кои здравствени установи, што подразбирате под терминот ограничено реновирање. Значи ништо конкретно. Па имаме подкомпонента 1.1 на 3 милиони евра. И овдека е тој планиран надградување на мој термин, како што реков, го дадов мојот коментар за ова, да не се повторувам. Па имаме подкомпонента 1.2 зајакнување на здравствениот систем на Република Македонија 18,01 милиони евра. И ова е така нешто општо, па имаме набавка на медицински помошни материјали и опрема, адаптирање здравствени установи, градење капацитети за клиничка нега и така натаму. Јас овде само ќе ве потсетам дали кога ова сето ќе го сторите, доколку го сторите, ќе имаме кадар во овие установи, затоа што, како што реков, добар дел од кадарот уште на почетокот беше десеткуван, а сега веќе се соочувате со откази, токму од оние во првата борбена линија, на кој што им ветивте и покачување на плати и така натаму, добар дел од нив ги немаат примено. Понатаму, подкомпонента 1.3. Финансирање на придонесот за здравствено осигурување за ранливи корисници 10,64 милиони евра. Па компонента 2 поддршка на домаќинствата за да се овозможи социјално дистанцирање 54,83 милиони евра. Овде може би и повеќе од половина од цел заем ќе оди за ова и вели во вид на социјални трансфери за лица и домаќинства кои исполнуваат услови, поддршка во вид на храна, основен хигиенски пакет и така натаму. Се е само општо наведено да фати дел од страницата, но како што реков, нема ништо конкретно. Подкомпонента 2.1. Обезбедување привремена поддршка за социјална помош 27,83 милиони евра. Ќе обезбедите со ова парични трансфери за ранливи домаќинства, погодени од економски последици и така натаму. Подкомпонента 2.2. Обезбедување привремена поддршка за надомест во случај на невработеност 27 милиони евра и компонента 3 вели 0,9 милиони евра се за имплементација на проектот, известување, вклучување на заедницата, мониторинг на проектот, па ќе се финансираат консултанти, оперативни трошоци, комуникацијски кампањи, се тоа во време кога навистина пандемијата е во ек. Имавме преку 700 заразени, ново заразени во текот на минатите 2 дена. Се очекува оваа бројка не така нагло да падне, туку можеби да расте, па зависи ако има некои превземени конкретни мерки, не вакви, можеби да очекуваме во некое подалечно време бројките да се намалуваат. И накратко толку би бил мојот извадок од овој предлог на закон околу компонентите и деталите кои што навистина основни цели на проектот се да се спречи, открие и да се одговори на заканата со коронавирусот. Заканата од коронавирусот ниту се откри, ниту се спречи, а како се одговори видовме. Кажав, бројот на новозаразени расте. И не може да се одговори на заканата со ваков заем и со ваков тим. Од заемот само 1/3 ќе оди, доколку оди, директно за здравството. Останатите 2/3 каде? Кој за ова ќе ни дава отчет и кога?
Впрочем, и претходната министерка за финансии, госпоđicата Нина Ангелова, таа доби зелено светло од Државната изборна комисија, овој заем да го потпише самата. Зошто не го потпиша? Мислам дека одговорот е тука и денес. И зошто? Заради ова, заменичката министерка Гордана Кочовска-Димитриевска не го потпиша. Вистината, почитувани, е дека ја имаме повторно старо новата влада, која што претходниот заем го истроши на предизборен подкуп и која што сега со овој заем ќе ги покрие претходните трошења, а само со 1/3 од овој заем ќе се грижи за одговор на ковид кризата. Оваа старо нова влада за време на вонредните состојби, при крај сум, носеше уредби за издавање лиценци за марихуана, за брусење милиони евра, ќе се справува со здравствената и со економската криза за која што виновна е таа. 4,6 милиони евра пари за исплата на бонуси за вработените во СЈО, милионски рекети, незаконски тендери, трошења за скапи возила, петисани, се пари кои што не доведоа денес до овој долг. И за ова се уште нема одговорност, ама затоа овој долг можеби ќе го исплачаат не само нашите внуци, туку и нашите правнуци. Да не одземам повеќе време, тука ќе ја прекинам дискусијата. Благодарам. Реплики има?